Добро вечер, дами и господа. Ви благодарам на вклучувањето вечерва. Дарко. Ова вечер ќе имаме предавање од страна на доктор Емил Нијами на темата мала музичка прошетка низ Москва. Па со цел да не губиме повеќе време, би го поканил доктор Нијами да започне со предавањето. Повелете. Добро вечер. Ви благодарам и оваа вечер што сте со нас. За овој петок избравме една тема која што нарековме мала музичка прошетка низ Москва. Односно ќе се обидам да ве запознаам со два музички музеи во Москва. И се надевам дека ќе добиете појасна слика за тоа што всушност представуваат тие музеи. Мислев дека ќе можам повеќе да прикажам, меѓутоа поубаво е помалку, но поцелосно, повторно ќе имаме ваква дружба, ваква мала музичка прошетка по известно време кога ќе ви представам други музеи. Нашата прва дестинација е Рускиот национален музеј на музиката. Музејот кој има основано Московскиот конзерваториум, каде постепено во текот на многу години се собирале ракописи, нотни записи, партитури, лични работи од музичарите, нивни музички инструменти, како и фотографии од музички настапи. Експозицијата на музејот при Московскиот конзерваториум била отворена во 1912 година, а тогаш музејот го носела името на Николај Рубинштейн, кој што знаете е руски музичар. Тој го основал Московскиот конзерваториум и бил негов прв директор. Во тоа време во експозицијата имало 3 италијански виолини, Никола Амати, Антонио Страдивари и Санто Серафино, многу ретки, многу значајни виолини, колекција со инструменти на народите од Средна Азија и на Казахстан, како и клавир со посебна, значи, еве, ова е конзерваториумот. Чинам дека сликата е 1901 година. Значи, меѓу другите инструменти бил и клавир со посебна конструкција која му припаѓал на кнезот Владимир Адаевски. Неговата сопруга по неговата смрт на музејот му подарила голема библиотека, која што кнезот ја поседувал, архив со записи на народни песни, потоа многу важно материјали по древно руско пеење, кои што денес се многу значајни, материјали по теорија на музиката, кои што нормално во тоа време биле многу ретки, недостапни, колекција музички инструменти, како и овој го гледате нетемпериран клавир кој бил направен специјално по нарачка на кнезот Адаевски. Со текот на времето фондот на музејот многу се зголемил. Во текот на Втората светска војна тој добил статус на државен централен музеј на музичката култура. Станал се сојузен и повеќе не го носел името на Рубинштейн. Дури по неколку години, во 1954 година, по повод 150 години од раѓањето на рускиот композитор Михаил Глинка, почнал да го носи неговото име. Во 1964 година Музеот на музичката култура од Московскиот конзерваториум бил пренесен во Георгиевската улица. Ова е таа зграда, каде што се наоѓал се до 80-тите години на минатиот век,
кога била завршена изградбата на новата музејска зграда со концертна сала. Тоа е, значи, ова гледате еден конструктивистичка архитектура, многу интересна, меѓутоа една архитектура, една внатрешност која што дозволува да се постават многу работи. Според податоците од 2017 година, овој музеј го поседува најголемиот фонд на музичка култура во светот, при што во него се чуваат повеќе од 1 милион единици кои го опфаќаат поимот музичка култура. Тоа се авторски ракописи, архиви на музичари од различни времења, автограми и фотографии на музички работници, како портрети, така и сценски фотографии. Музички инструменти од различни епохи, како и аудио и видео записи на современи музички творби, на музички творби од различни видови, жанрови, од класични до народни, современи, ритмички и така натаму. Во одделот за фотодокументација има 80.000 примероци, се чуваат ретки грамофонски плочи, околу 60.000 парчиња има, кои ги издале компаниите Грамофон, Зонофон, Пате, Метрополь. Тоа се, значи, предсоветскиот период, како и советскиот период, фирмата Мелодија и многу странски фирми. Музеот исто така поседува и ракописи кои му биле предадени како подарок од дела на многу композитори, помеѓу кои се Сергеј Рахманинов, Александар Глазунов, Дмитрий Шостакович и така натаму. Значи, ова е таа збирка во слики. Можете да забележите какви примероци има, какви инструменти, значи од традиционално руски до апсолутно инструменти од целиот свет. Искрено, мислам дури дека ни тие што се занимаваат со теорија на музика не можат да ги научат имињата на сите инструменти што се наоѓаат во овие витрини. Еве, како што можете да забележите, тоа се голем број примероци. Ова е руски теремак. Во музеот исто така постои научно-истражувачко одделение, кое што се нарекува МИШЕМ, односно ние бараме. И многу интересно што тоа одделение се занимава со наоѓање на исчезнати ракописи, на исчезнати партитури и сето она што се однесува на музиката. Јас се обидов за вас да направам едно кусо видео на една прошетка во овој музеј, па на основата е на музика на Чајковски, па повелате погледнете го видеото за да видите за каков музеј станува збор.
Evo, sedniš. Evo ti сега. Гледай си. Ajde. Čekaj. Значи, ова што го видовте е само мал дел од колекцијата. Мислам дека забележавте мощни интересни експонати. Јас кога го посетив овој музеј, 2 пати го имам посетено, пробував да ги прочитам називите на некои инструменти, не можев да ги прочитам, бидејќи навистина не ги знае, и ми остана можно интересно дека на времето, например, да кажеме, во Јужна Америка има еден инструмент, не знам како се нарекува, кој што се прави од оклопот на армадило, да кажеме, и така натаму. Кога ќе влизате во поставката на жичени инструменти, особено на виолини, и во поставката на пијана, апсолутно останувате без див затоа што гледате примероци како што не сте виделе до тогаш во животот. Само да спомнам дека музеот, освен музејската, се занимава со реставрацијска дејност, научна, просветителска, концертна дејност, значи има концертна сала и така натаму. Следен е музеот на Сергеј Прокофјев. Тој е посветен на животот и на творештвото на големиот руски композитор, отворен во 2008 година, како филијала на Рускиот национален музеј на музиката. Се наоѓа на Камергерската улица, која во минатото била улица каде живееле уметниците и каде што имено живеел Прокофјев од 1947 до 1953 година, односно до својата смрт. Еве како изгледало во тоа време, како изгледала таа улица.
станот на Камергерската улица им припаѓал на родителите на Мира Менделсон Прокофјева, втората жена на композиторот. Токму во овој стан тој ја напишал музиката за балетот Камениот цвет, како и седмата симфонија, и во него тој се дружил и со своите пријатели, како што гледаме на сликата, пианистот Станислав Рихтер и виолончелистот Мстислав Растраповиќ. Во 1968 година Мира Менделсон Прокофјева ги оставила документите, личните работи, архивата и голем дел од библиотеката на композиторот на тогашниот музеј на музичката култура Михаил Глинка, но од финансиски причини тој е отворен дури во 2008 година. Тука ги гледаме Сергеј Прокофјев и Мира Менделсон. Во чест на 125 годишнината од раѓањето на Прокофјев во 2016 година беше обновена експозицијата Сергеј Прокофјев, композитор пред своето време, а исто така беше и поставен споменик пред зградата на музеот. Значи, ова е споменикот на Прокофјев. Експозицијата на музеот на Прокофјев започнува од скалилата. Тие водат кон вториот кат, во собата каде што живеел и творел маестрото, во станот каде што живеел и творел маестрото. Посетителите можат да видат фотографии на кои е представена престолнината во тоа време и тие се закачени на зидовите и тоа всушност ги враќа луѓето во духот на времето од тој период. Изложбената сала е дизајнирана во стилот на модерната, зидовите се обоени со јасни линии, бели и силни бои. 20 колажи кои што се ги има во витрините ги представуваат главните моменти во животот, во творештвото на големиот музичар. Витрините се исполнети со ретки оригинали, тоа се документи, фотографии, автограми. Во централниот дел се наоѓа и главниот раритет, тоа се клавирот кој му припаѓал на Сергеј Прокофјев од фирмата Steinway. Ова се наградите, Сталинската и Лениновата награда кој што ги добил. Еве го клавирот. Во концертната сала, ова е концертната сала, може да се погледне експозиција која е посветена на театарот на Прокофјев. Ке можете да видите како изгледаат цртежите со костимите што биле правени за делата на композиторот, меѓу кои цртежи на легендарниот Исак Рабиновиќ за операта Љубов за 3 портокали. И доколку имате среќа, тука може да слушнете изведба на некои од делата на Прокофјев, со работниците кои што работат таму, тоа го прават. И сега ви предлагам да погледнеме едно кусок видео со едно од раните дела на Прокофјев, етидата број 2, која што се свири на клавирот на кој што свирел оригиналниот клавир на композиторот.
Така, јас кога не нося на екскурзија во овој музеј, кога ни кажаа дека понекогаш свират на неговиот клавир, јас бев зачуден и прашав како свират, па тоа е музички инструмент. И тука ми одговорија дека музичкиот инструмент, како и секоја кола, мора да се одржува, односно мора постојано да се свири на него за да не пропадне. Најинтересен од сите е секако кабинетот на Сергеј Сергеевич Прокофјев. Имено во него работел композиторот во последните години на својот живот. Ова се многу интересно, се табличките од една од колите на Прокофјев. Прокофјев многу сакал коли и многу сакал да вози коли, иако бил страшно лош шофер. И многу често правил судари и значи ќе направил судари, ќе остави колата, ќе купи друга кола. Ова е неговиот куфер кој што секогаш го носел на патувањата. Костим на Прокофјев гледате пред себе. Инаку мораме да кажеме дека Прокофјев бил така една фигура која што, како што велат русите, модник, значи многу сакал да се дотерува, да се облекува убаво. Едноставно кога одел по улица, оддалеку го забележувале дека тоа е Прокофјев. Сега, кусо, значи, бидејќи не изминува времето, ќе ви пуштам едно видео, ќе го скратам некаде на половина, за да видите како изгледа внатре овој музеј и забележете ги деталите што се поседува. Особено внимавајте, и на почетокот ќе видите една снимка каде што се прикажани шаковски фигури, бидејќи Прокофјев обожавал да игра шах. И играл со врвни шахисти и често и ги победувал. И исто така еден многу интересен факт е дека Прокофјев бил многу навремен човек. Кај него луѓето, посетителите, ако треба да дојдат во 7:30, мора да дојдат во 3 минути до 7:30, значи во 7:27 па да почекаат, затоа што ако дојдат во 7:31 тој се лутал. Не и се, да го погледнеме кусото видео.
Добро, бидејќи времето не гази, јас ќе сопрам снимката, затоа што не сакам доколку има прашање да одговорам. Инаку, во еден момент се сетив, кога се враќа Прокофиев од Америка, таму навикнат да снима, да прави музика за балети куси, значи 25-30 минути балетот се враќа во Москва и тука се среќава со Ѓагилев и прават муабет како треба да се направи нов балет, така натаму. И му вели, ќе мораш да направиш руски балет, по руски стандарди. Како по руски стандарди? Вика, шо е тоа сега по руски стандарди? Тој веќе заборил. Руски стандарди, вика, се 4 до 5 пати подолги балети од американските. И како што бил тој педантен човек, своите задачи ги извршувал безпрекорно. Добро, да не должам многу, значи би сакал да прашам дали има некакви прашања. Или да можете да ни напишете или кренете рака за да ве вклучат. Прекрасно, фала. Ви благодарам. Дали има прашања? Јас гледам, не гледам во чат. Гледам дека има некое прашање. Доколку нема прашања, би се заблагодариле на вклучувањето. И би ве поканиле и следниот петок на уште едно предавање интересно. Јас ви благодарам на сите за убавите коментари. Да, повелете. А кога ќе има историјата на Русија? За историјата на Русија има многу за зборување. Не знам, ќе видиме, треба да размислиме кога да почнеме со историјата на Русија. Тоа е многу голема тема. Ред. Ама во секој случај, еве, што ми дадовте забелешки, веднаш ќе запишеме и ќе знаеме дека имаме интерес токму за таа тема за историјата на Русија. Јас би сакал да ви се заблагодарам за ова прекрасно музичко патување. Александр, ви благодариме на вас, особено што вие како професионалец сте дел од ова. Се надевам дека некако успеавме да ви доловиме нештото вие два музеи. Па токму тоа сакав да речам дека особено ми се допадна, мислам, целата презентација, целото патување и особено ми се допадна и како издвоивте многу интересни работи за Сергеј Прокофиев, значи работи кои што па и не секаде може така да се слушнат и да се дознаат. Искрено некои работи за претходниот музеј за кој што зборувавте, мене ми беа за прв пат слушнати денеска од вас. За Рускиот национален музеј на музиката. Да. Да, тоа е навистина импресивен музеј. И на сите што ќе одат во Москва, прво им препорачувам, ако мислат да направат нешто од музичките прошетки, да отидат токму во тој музеј, затоа што ќе видат се што, значи, потребен ви е цел ден само за да го поминете и да го разгледате така, малце полефтерно, не многу да се задлабочувате. А јас ќе најавам дека некој следен пат ќе зборуваме и за други музеи, како например за музејот на Чајковски, за кој што ќе одделиме цело едно предавање и за многу други руски музичари. На задоволство, ќе биде тоа големо. Ви благодарам многу. Дали имаме уште некое прашање? Здраво, не прашање, ама една идеја исто така во врска со прошетки ако е возможно. Доколку некојаш во иднина дојде нели уопште да се направи некоја таква прошетка за Шостаковиќ и за деновите во обсадата на Ленинград. Да, тоа би било многу интересно, мислам, како Шостаковиќ, да, во секој случај, значи
Интересна е таа тема, бидејќи при опсадата на Ленинград апсолутно сите уметници се здружиле, значи од музичари до поети и така натаму, како што знаете, например, Ана Ахматова работела во болница и потоа одела и читала поезија на разглас за да го покрене духот. Секако Шостаковиќ треба, за Шостаковиќ интересно што дури има и архивски снимки од самиот тој како ги изведува своите дела, така што апсолутно се сложувам дека е потребно, меѓутоа со тек на време. Да, но како идеја ми текна на Да. Благодарам. Фала многу. Во ред, ви благодарам многу, доктор Нијами. Каде и да е ке ни се исклучи веќе Zoom сесијата, ви се заблагодарувам на сите уште еднаш и се гледаме следниот петок. Имајте убав викенд.